знаеме, ама добро им дојдовте, премиере. Да знаете дека сте прв премиер што доаѓа во Независна Македонија во Институтот за македонски јазик. Добро им дојдовте. Добар ден, почитувани академици, професори, научни работници, студенти, гости, почитувани поранешни директори на институцијата, почитувани директорки на Институтот за македонски јазик, раководство на самиот институт, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. На споменикот на великанот, на македонското теоретско, јазично и песничко творештво, нашиот Блаже Коневски, поставен пред Македонската академија на науките и уметностите, не случајно стојат неговите зборови "Јазикот е мојата татковина". Тоа го знаеле генерациите пред нас. Тоа го знаеме ние, денешните генерации. Тоа наследство, јазикот, самосвеста за неговата закрила, како кров над нашите глави и обврска да ги сочуваме и унапредуваме. Двојно ќе ги предадеме и на генерациите после нас. Затоа во моје име и во име на владата на Република Македонија, овде пред вас уште еднаш ќе ја испратам јасната порака, дека новата влада искрено и силно е посветена да го негува и да го унапредува македонскиот јазик, вечниот паметник на нашето постоење како народ. Мотивирани сме од вербата во знаењата на Коневски, но и од духовната упорност на браќата Свети Кирил и Методи, од трпението на Свети Климент, од визионерството на Крсте Петков Мисирков, и тоа ќе го направиме заедно со сите вас, лингвистите, книжевниците, професори, научни кадри, љубители на зборот, како што и доликува на една сериозна влада и држава која што се грижи за своите граѓани и на начин како што доликува да бидат третирани и развивани јазиците, а посебно промовиран, развиван и третиран нашиот македонски јазик. Кон македонскиот јазик гледаме како кон наука. Третманот на македонскиот јазик ќе биде сеопфатен и стратешки. Исто како и кон институциите што се занимаваат со македонскиот јазик, меѓу кои секако е Институтот за македонски јазик, организатор на оваа денешна важна манифестација. Подготвени сме како влада да вложуваме во капацитетите што ќе ја развиваат употребата на македонскиот јазик. Македонскиот јазик да биде правилно употребуван во Република Македонија и подостапен за изучување во странство. Вака сме поставени. Колку сме сериозни во намерата за заштитата, негувањето и унапредувањето на македонскиот јазик, покажува тоа што во програмата предвидовме низ мерки за овие цели. Ќе се води поголема грижа за правилна употреба на мајчиниот јазик од сите чинители и дејци кои имаат влијание на јавноста, медиумите, телекомуникацијските оператори, државните органи и институции, со посебен акцент на правилна употреба на јазикот уште кај најмалата популација во почетниот образовен процес. Владата ќе го подржи повторното отварање лекторати за македонски јазик на странските универзитети во другите земји, особено во земјите на Европската Унија. Ќе ги засилиме врските со диаспората и преку финансирање часови по македонски јазик во државно-конзуларните представништва во градови каде е изразен доволен интерес за тоа. Ова се дел од мерките на кои се обврзавме во владината програма, а денес, 5 месеци по формирањето на новата влада, ги имаме и првите сработени активности. Владата на Република Македонија, во соработка со истакнати македонисти и експерти во областа, веќе усвои повеќе предлог мерки што се насочени кон унапредување на состојбата со македонскиот јазик, за чија што реализација е задолжено Министерството за култура. Предвидуваме фонд за поддршка на изработка на научни дела посветени на македонскиот јазик од сите области, вклучувајќи изработка на академска граматика, речник, правопис, мерка за унапредување на нашето јазично богатство, диалектолошки и историски проучувања на македонскиот јазик. Основање фонд за стипендирање на студирањето македонски јазик на универзитетите во Република Македонија и ревизија на наставните планови и програми по македонски јазик на сите рамништа на образованието. Едноставен и слободен пристап, без надомест, до капиталните дела,
правопис на македонскиот јазик и толковен речник на македонскиот јазик. Работата на достапноста на правописот е во завршна фаза. Одбор за стандардизација на македонскиот јазик, во кој што би членувале експерти од катедрата за македонски јазик, од овој институт, од МАНУ, како истакнати писатели, новинари, лектори. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура предвидовме да прерасне во македонистички центар со повеќе функции. Обновување на родните куки или создавање музеи посветени на значајни личности за македонскиот јазик и култура, како и натамошна поддршка на постојните. Исто така предвидуваме и основање фонд за поддршка на афирмирањето на македонскиот јазик на странските универзитети и отварање и одржување на лекторатите по македонски јазик на странските универзитети. На терен веќе се разгледуваат можности за отварање на лекторатите. Центар за постојана обука за лекторите по македонски јазик во странство, како и школа за подучување по македонски јазик за македонските деца надвор од Македонија. Во врска со гостувањата на македонските научни работници и уметници на странските универзитети, со цел да се афирмираат македонскиот јазик и култура, се предлага тоа да се прави преку годишната програма со определен фонд, чии што членови треба да бидат истакнати македонисти, членови на академската заедница, непристрасни и невладини експерти. Потоа, поддршка за собирачката дејност, модерното продолжување на заветите на Цепенков и браќата Миладиновци, диелектолошки материјали, народни песни и приказни, како и нивна дигитализација во и надвор од државата, а особено во нашите соседни држави. Поддршка на албанската, како и на другите етнички заедници, преку политиката на привлечност, атрактивност за учење на македонскиот јазик и формирање мултиетнички и повеќејазични педагошки и културни друштва. Има и уште неколку други мерки. Јазикот, почитувани присутни, е жива материја и најочигледно ќе покажеме дека се грижиме за него преку начинот како го говориме, како го опишуваме, како го читаме македонскиот литературен јазик. Така даваме пример со каков јазик сакаме да раснат младите генерации. Како влада, работиме и ќе работиме според потребите, заедно со сите вас, овде и со сите кои чувствуваат дека можат и сакат да придонесат во афирмацијата на македонскиот јазик. Работењето наше ќе требит да бидит на почва на народното просветение, мирно, легално, еволуционо, напиша Мисирков. Јас така ја доживувам оваа конференција, која што минатото на јазичниот свет, што го негувале Мисирков, Конески, просветителите, го поставува во функција на денес и утре. Ви благодарам за иницијативата низ корените на минатото, да го видиме јазикот денес и да го поставиме евентуално еволутивно кон иднината. Затоа што да јазикот е нашата татковина, но јазикот тоа сме ние. Ви посакувам успешна и плодна дискусија на оваа конференција.